Познавањето на минатото е мощно важно, но проблем се појавува кога тоа се проучува од различни извори. Аналитичари, политичари и толкувачи на сегашноста и иднината кои го окупираат јавниот простор се повекуваат на разни автори и дела за да објаснат колку се запознаени. Но ретко кога може да се најдат бидејќи користат различни прирачници при студирањето на материјата. Многу е битно од каде ја учиме историјата. Дали ја учиме од History Channel или ја учиме од книги? History Channel ми е мене најомилен канал во кој што многу работи учам. Може би и така треба штом нашите врвни историчари се почесто се занимаваат со теми кои не се нивен домен. Па наместо за тоа што им е фах, тие љубат да говорат за влада, министри, собрание, да глаголат за инфлација, цени, за економски и социјални политики. Се фалат со 18.000 денари минимална плата. Да најдој гастарбајтер кој што ги фадеше, кој што исто. Не ли е тоа поразително? Во таква ситуација, кога не само што Гоце и Јане се менуваат со Штиглиц и Кругман, туку и иконите на образованието од даскали прераснуваат во комесари, најголем губитник е воспитанието, кој остава генерации, кои се уште талкаат по неговите основи. Што ти знаеш за бизнис? Петар, Те слушавме нека... Петар, не знаеш ништо. Добро. Ти, мама носи... Така не знаеш ништо, ќе му кажеш на твоите Тато деца. носи, Добро, мама без... меси. Ама не е причина за Тато носи, мама меси, твоите деца. Богоевски. Твоите деца се воспитани, тато носи, мама меси. На ништо поразлично ниво од оваа експертска не се одвива ниту генералната политичка дебата. Во стил препознатлив за едно време се покажува висок степен на професионализам и на култура, која изгледа се учи и негува во партиските келии. Еве ја од мене, Белата палата, годишен режим, покажуваат бројни судски пресуди против некогашни функционери на партијата, како и бројните предмети кои се уште... Шура ти е или зет ти е конзулот нов во Еве ја од Америка? мене, полека мачо, Чекај бе, застани ја бе, кажи ми се, дали Алберт Муслиу ти е дедо? Има и такви кои достоинствено ја представуваат земјата, но изгледа дека премногу им се зголемило нивото на адреналин по патриотскиот говор во Страсбург, па почнале да создаваат погрешни впечатоци за својата важност, заборавајќи дека политиката може да крати снимки, ама не може да влијае на директниот пренос. Иначе тоа што мене особено ми ја драго е, тоа го нема на оваа снимка, по завршувањето на говорот добив аплауз скоро цела сала, што ретко се случува тама, во Страсбург. Thank you very much. Thank you, Alexander. Next on the list of speakers is David Brancatra from the United Kingdom. И на крајот, кога аплаузот ќе стигне. Дали кај Кино Влае ќе имат 2 катници? Не, значи вака. Значи киното Влае со сите урбанистички планови има... Нема да има згради тама. Не, Откаде излега таму е предвидена... Вчера беа нацртани 2 Не, катници таму е пред него предвидена верска стамбена зграда, приземја плюс 10. Али да се разбереме. Значи Значи има не зграда. зависи од мене. Да. Преска кога ве прашав дали кај Кино Влае ќе има згради, пред минута рековте не. Сега ве прашам ќе има ли згради, велите ќе има. Како можам да кажам не? Македонија е веројатно една од ретките земји во која се може да се чкртне, да се допише или препише, освен детален или генерален урбанистички план. Тоа е единственото нешто што кај нас, дури ниту Господ, како главен архитект на светот, не може да го измише.